Значи, оние три причини кои на пресконференцијата ги кажав остануваат како такви, бидејќи нема никакви промени во однесувањето на Спасовски, а четвртата причина е токму она која се надоврзува на целокупното поведение на Спасовски кој го покажува во изминатиот период. Имено продолжува со прекршување на законите, имавме прилика синоќа да видиме дека ја отпочна кампањата 10 дена порано, излегувајќи на терен, делејќи флаери на граѓаните на општина Ѓорче Петров во Скопје. Во кој контекст можам да кажам дека Спасовски не гарантира, неговото поведение не гарантира дека тој ќе биде стабилизирачки фактор кој ќе овозможи изборите да бидат регуларни и фер, туку повеќе ќе биде во насока на негово партиско делување. Тоа е константа веќе во однесувањето и на Спасовски и на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа беше само, барем јас тогаш во тој период така го перципирав како врв на некоректното однесување на Спасовски, играјќи со криминално-политички местенки против високи владини функционери, обидувајќи се да ги злоупотреби во тривијални политички цели.